Здраво на сите, доктор Билјана сум јас. Долги години работам како медицински представник во повеќе компании како консултант за продажби во фармацевска индустрија. Некаде подолго, некаде пократко. Решив да дискутираме малце повеќе за теми што пишувам долг период медицински, стручни медицински текстови поврзани со различни теми од областа на здравјето. И мислам дека ќе ни биде интересно да се дружиме вака малку на интерактивен начин и да ги обработам секој од нив, да ги обработиме секој од нив поотделно и да продискутираме и да ги видам вашите интереси, што е тоа што на вас ви е од интерес да го знаете. А јас ќе споделам тоа што мислам дека е интересно лично и за мене како пациент и како лекар. Денес накратко ќе дискутираме за нутритивните вкусови на децата. Сите како родители имаме, сите кои што имаме искуство како родители практично, сите се соочуваме со еден проблем, а тоа е капризното однесување на дечињата во однос на различните видови на храна и колку ја сакаат таа храна и што треба да направиме, особено кога се соочуваме, пак и кога сме млади мајки, сме загрижени дали ќе ни напредуваат нашите малечки. Прво ќе го споделам она што се води за научно искуство, а после тоа ќе се обидам да го споделам и личното искуство како мајка. Она што е најбитно е да знаеме дека да ги следиме сите моите колеги педиатри кои што се сите не советуваат како мајки дека треба да ги пратиме советите во однос на балансирана исхрана, што треба да јаде новороденото, што треба да јаде дете од 1, 5, 6 години и така натака и какви треба да внесува, кои прехранбени артикли треба да ги внесува и каква е количината. Но искуството говори една друга приказна која што вика дека сепак треба во предвид да ги земаме и на прво место да ги ставаме нутритивните вредности, да се обидеме да го искомбинираме нутритивните вредности, односно нутритивниот вкус на нашето детенце и при тоа да се обидеме да ги адаптираме реалните потреби со вкусот на тоа детенце.